Поштувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Монив ќе гледате. Саниран дефектот што ги остави без вода жителите од тетовските населби Колтук и Два Бреста. Од следната година ќе се гради обиколница за Тетово, информираше директорот на јавното претпријатие за државни патишта Еју Прустеми. Представници од компании од Словачка што се занимаваат со креирање различни смарт системи во посета на општина Гостивар. Саниран е проблемот со пукнатиот цевковод што ги остави без вода жителите од тетовските населби Колтук и Два Бреста. Овој дефект предизвика револт кај жителите на Колтук, кои што завчера излегоа на мирен протест. Саниран дефектот во водоводната мрежа, што беше причина жителите на горните тетовски населби неколку дена поред да немаат вода во нивните домаќинства. Предвадена пак, жителите на населбата Колтук се собраа на мирен протест, барајќи решавање на деценискиот проблем околу водоснабдувањето. Од ЈКП Тетово информираат дека станува збор за привремена санација, додека не се изнајдат средства и соодветен материјал за трајно решение на проблемот. Извршивме санација на дефектот, кој настана на преминот од цевководот кој што ги снабдува горниот дел од градот, односно населбата Колтук и Два Бреста, на самиот премин на делот над реката, односно во самата обала на река Пена, која што е сега надојдена. Ние направивме еден бајпас. Со тоа што направивме санација, таа е привремена санација, додека не се изнајде модус и начин, односно додека не најдеме средства и адекватен материјал, кој што ќе ни овозможи да го вратиме во првобитната состојба. Односно да се изврши потребната интервенција за долговечност на решавање на тој проблем тука. Инаку пред 3 месеци имаше дефект на водоводната мрежа кај местноста Лешница, што придонесе за поголеми рестрикции околу водоснабдувањето во Тетово. Од следната година ќе се гради обиколница за Тетово, информираше директорот на јавното претпријатие за државни патишта Еју Прустеми. Купно 700 милиони денари за рехабилитација на регионални патишта се веќе одвоени, се пофали директорот на јавното претпријатие за државни патишта Еју Прустеми. Во моментов се изведуваат градежни активности на патот Тетово-Брвеница, а во план е изградба на обиколница за Тетово, чии градежни активности според Рустеми ќе започнат наредната година. Се работи за обиколница од клучката Требош до Непроштено, за која е отворена постапка за избор на проектант. До Непроштено, каде што ќе биде обиколница на Тетово, ова година очекуваме да ја спремиме проектот, следната година да продолжиме со изведба на тој проект. Овие се неколку проекти што ние ги планираме и ги имаме во програма ова година да се реализираат во Тетово, но овие не се само проекти во Тетово, ние вакви проекти имаме низ цела држава, каде што очекуваме за кратко време, за неколку години да ги реабилитираме сите патишта и да имаме побезбеден сообраќај во државата. Рустеми најави рехабилитација на првите 4 километри на еден од најфреквентните патишта во Полошко, Тетово-Јажинце. Тој истакна дека ако се рехабилитира почетокот на оваа делница, ќе се извадат и така наречените легнати полицајци, за кои возачите постојано реагираат, а мештаните од околните села кои сами ги поставиле не дозволуваат да се отстранат, затоа што како што велат, тие се единствениот начин да се обезбеди минимална сигурност на оваа сообраќајница. Дали ќе се постават нови или пак ќе има друго сообраќајно решение, но овој пат во рамки на законот, вели Рустеми. Ние исто така имаме нарачено да ќе имаме посебен проект за сигурноста во сообраќајот и кога ќе го имаме подготвен проектот, тогаш во таа реабилитација ќе се имплементира тој проект што е за безбедноста на сообраќајот во тој дел.
За така наречените легнати полицајци имаше неколку неуспешни обиди на надлежните да ги отстранат, но по негодување и протести на жителите, механизацијата беше повлечена, а во меѓувреме беа поставени уште неколку грбки, односно така наречени легнати полицајци на оваа делница. Представници од компании од Словачка кои што се занимаваат со креирање различни смарт системи денес беа во посета на општина Гостивар. На средбата со градоначалникот Таравари се разговараше за можностите за соработка и инвестиции. Словачки бизнисмени од компании од областа на смарт технологијата ги разгледуваат можностите и условите за инвестиции во Гостивар. Представници од фирмите денес беа во посета на општината и остварија средба со градоначалникот Арбен Таравари. Разговорите течеа во насока на развивање заедничка соработка за реализација на корисни проекти со кои ќе се заштедуваат финансии и ќе се зачува животната средина. Се работи повеќе за проекти од енергетиката во правец на Smart City, осветлување на градот со заштедување на енергија. Ние како општина Гостивар одамна почнавме со изработка на некои делови од Smart City. Со паркинзите веќе почнуваме да го инсталираме со светлата во одредени региони. Меѓутоа тоа не е тоа што подразбира во комплетна смисла на зборот Smart City. Се надевам да изнајдеме заедничко решение, да се надеваме дека би имало идни инвестиции кои би биле заеднички на општина Гостивар заедно со нашите пријатели од Словачка. Бизнисмените ги придружуваше бившиот амбасадор на Словачка Роберт Кирнак, кој важи за голем пријател и лобист за Гостивар. Денес сме тука со представниците на две словачки компании, напредни компании, СЕАК и Монтин, со кои се занимаваат со комплексни, интелигентни, паметни решенија за струја, за осветлување, за дополнувачи на електромобили, но не само за хардвер, но и за тие интегрирани решенија. И сакаме да представиме што би и заеднички да размислуваме што би можели заедно да правиме. Ме радува, знам дека Гостивар е во несколку насоки лидер помеѓу градови во Република Северна Македонија. И мислам ова електронизација и на коли и на штедење, ова е иднина. И ако сега почнеме, можеме да бидеме лидери заедно во тие работи. Доколку официјално се воспостави соработка меѓу Гостиварската општина и компаниите кои денес беа во посета, ќе може да се користат пари од Словачкиот фонд за предизвици, кој поддржува проекти со вредност од 20 до 40.000 евра. Онлайн учебната година доби слаба оценка од средношколците. Во новата бараат конечно да се вратат во училиште. На оваа тема работеше Милена Вучевска. Нефункционално, неорганизирано и хаотично. И сето ова на штета на учениците. Вака во Сојузот на средношколци оценуваат учебната година која е на самиот крај. Онлайн наставата велат се покажала како тотално промашување за учениците кои изминатава година многу изгубија. Апелите на Сојузот да се воведе барем комбинирана настава, надлежните не ги прифатија. Ниту еден средношколец не е задоволен од начинот како се спроведуваше наставата во оваа учебна година, а исто така не се задоволни со квалитетот на онлайн наставата што ние го имавме ова учебна година. Исто така, за жал, ние знаеме дека колку успеот што ние го имаме ова учебна година не е реален, поради тоа што нема некој механизам каде може да се гледа на кој начин се оценуваат средношколците. Целиот хаос во образованието никако да се реши, вели Ходаи. Минатата година, 15 дена пред почетокот на учебната година, надлежните почнаа да мислат и да прават стратегии. Но се чини дека ниту од оваа грешка не извлекоа поука. Оти за септември се уште нема никаков план. Треба обавезно од нивната страна да почнат со планови и со конкретни стратегии како треба да учениците да се вратат веќе во училница и да не се дискутира веќе за онлайн настава,
можеби за комбиниран модел, ако ситуацијата нема да биде добра, треба тие да работат повеќе и да не се снаоѓаме во некоја слична ситуација како лани, ако се сеќавате. Во однос на најавената реформа за дигитализација, во Сојузот на средношколци остануваат на ставот дека намерата не е лоша, но ако се турка вака по секоја цена и без доволна подготвеност и најважно, без консултација и договор со сите страни, нема да има никаков ефект, оти нема да биде прифатена од учениците. Министерството за здравство денеска ќе активира уште една веб страница Ревакцинација МК, наменета за пријавување на граѓани над 60 години кои примиле прва доза вакцина AstraZeneca во Србија, затоа што оттаму не може да бидат извезени вакцини за земјава за нивната втора доза. Иако со министерот Лончар разговаравме интензивно во однос на тоа да дел од тие вакцини кои што се за ревакцина на нашите граѓани вакцинирани во Србија, за жал не може Србија да ги извезе. Така да ние од денеска ќе активираме уште еден вебсайт кој што ќе биде линк од сајтот Вакцинација МК. Ќе го носи името Ревакцинација МК, кај што ќе се пријават сите граѓани, очекуваме негде околу 20 овој месец да има најголема бројка за ревакцина со вакцината на AstraZeneca, да согласно нашите критериуми може да обезбедиме една количина и кај нас од нашите вакцини на AstraZeneca, па согласно тоа да го направиме планот. Сите сертификати кои што ги добиваат граѓаните кои што се ревакцинирани во Србија се сосем валидни, ги имаат сите карактеристики технички кои што се бара на граничните премини, исто како што го има и нашиот сертификат, а во завршна фаза е изготвувањето и на апликацијата, тоа што сега се работи посебно неколку денови до сега требаше да биде завршено, меѓутоа некои технички детали со лабораторијата во однос на внесувањето на QR кодовите од PCR тестовите, така да и тоа ќе биде завршено, не сакаме да избрзаме за да биде целосно спремно кога ќе се пушти во употреба. Имајќи предвид дека епидемијата очигледно дека спласнува, бројките се повеќе се намалуваат, 14-дневната инциденција е негде околу 35 случаи на 100.000 жители, а спорадично ширење се смета дека е кога е таа бројка околу 20, а трендовите се тие, во континуитет бројките се намалуваат. Комисијата беше на став дека може да се дозволи дополнително попуштање на сегашните рестриктивни мерки и во таа смисла да повеќе маските на отворено не бидат задолжителни, да се укине забраната за групирање, секако како некаква форма на препорака чисто во смисла на внимателност. Граѓаните ако се групираат во надворешна средина, да имаат нум дека маската секогаш е дополнителна заштита на здравјето. Понатаму се дозволуваат прослави и организација на свадби до максимален број од 100 гости на отворено, при тоа капацитетот да не е повеќе пополнет од 50% од вкупниот капацитет на просторот во кој што тоа се организира и да се дозволи да спортските надпревари повторно само на отворено бидат со публика која што нема да пополни повеќе од 30% од капацитетот на местото каде што спортскиот надпревар се одржува. За сега останува полицискиот час како една дополнителна мерка во смисла на тоа да се ограничува дополнително групирање во еден одреден временски период, а ние будно ја пратиме ситуацијата и понатаму. 3 лица од Тетово не го почитувале полицискиот час, нападнати двајца даночни инспектори во Гостивар, следуваат деталите од полицискиот билтен. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 52 лица изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје се издадени 2 нови решенија во Гостивар за изолација од Државен санитарен инспекторат, а контроли им биле извршени на 35 лица од Тетово и 19 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа било констатирано дека едно лице од Гостивар не го почитувало издаденото решение. Во периодот од 24 часот на 27 мај до 4 часот на 28 мај на подрачјето на СВР Тетово се регистрирани 3 лица од Тетово кои ја прекршиле владината одлука за целосна забрана за движење на граѓаните.
Вчера во 11 часот и 40 минути и 13 часот и 40 минути во Тетовско Боговиње, полициски службеници од полициското оделение Камењане од слобода лишиле 55 и 51 годишник од истото село, затоа што предходно, поради нерасчистени имотно-правни односи, се заканувале на 26 годишник од Скопско Глумово и на 59 годишник од Боговиње. Тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. При преземање на мерки по предходните пријави, на местото биле затекнати двајца албански државјани на 24 годишна возраст, кои извршувале работни задачи и кои немале никакви документи за работа. Тие исто така биле приведени во полициското оделение Камењане за понатамошна постапка. Вчера околу 18 часот и 40 минути полициски службеници од полициската станица Гостивар лишиле од слобода 45 годишник од Гостивар затоа што физички нападнал двајца даночни инспектори кои извршувале службени дејствија, односно се обиделе да извршат контрола во неговиот угостителски објект. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 18 часот и 45 минути во село Неготино Гостиварско полициски службеници од полициското оделение Галате лишиле од слобода лице од село Неготино затоа што физички нападнал 36 годишник од истото село. Тој бил приведен и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 20 часот и 30 минути во Тетовско селце полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 23 годишник од Мала Речица и 49 годишник од село Селце затоа што поради нерасчистени должничко доверителни односи му се заканувале на 24 годишник од истото село. Се работи на расчистување и на овој случај. Рок бендот Ареа од Гостивар промовираше нова песна со наслов од секогаш. Видеозаписот комплетно изработен од Даниел Јовески, а најголемиот дел од кадрите се снимени во црквата Свети Никола Летен во Маврово.